Здраво, Шкорпии! Добро дојдовте и ајде да видиме кои се тарот предвидувањата за ноември и за вас. За вас, Шкорпиите, значи повторно, генерално, зборуваме за многу од вас. Не може се што ќе чуете да се однесува за сите подисто, да се однесува за сите, буквално. Затоа, вие сте тука да си ја препознаете пораката која е за вас. Она која не е, едноставно отфрлете, не обрнувајте внимание. Пред да започнеме, кратко повторно, ако ви се допаѓа, лајкувајте, споделувајте, коментирајте, претплатете се на каналот, станете дел од нас, тоа нам многу не значи и ајде сега да видиме што носи ноември. Ноември за некои Шкорпии ќе биде месец на многу активности, меѓутоа енергиите ќе се менуваат. Како ќе влезете, како влегувате, па како се одвива ситуацијата, па како ќе заврши, тоа е сето многу различни етапи и фази се тоа. Зошто? Вие нешто очекувате, вие нешто чекате. Јас зборувам генерално и зборувам општо, преку метафора, зборувам абстрактно. Значи, темата за која се однесува пораката, која сака да дојде до вас, само вие ја знаете. Полето на кое ќе се однесува, само вие го знаете. За некого е љубов, за некого се пари, за некого се емоции. Апсолутно може се да биде, милион се тоа можности, а тоа само вие може да го знаете. Затоа обидете се да си го препознаете. И кажавме, значи, нешто ви очекувате. Но очекувате со еден преголем ентузијазам, премногу сте возбудени, се радувате на овој нов почеток кој доаѓа, затоа што знаете дека ќе дојде, тоа е сигурно дека ќе се случи. Но, ќе се случи, да. Но што се случува откако ќе се случи? Откако ќе се случи, вие ќе сватите дека всушност не е тоа која вие го очекувавте. И тогаш ќе спласне целиот тој ентузијазам, ќе спласне целата таа енергија на радост, на возбуденост, на среќа, на восхит од она новото што доаѓа, и тогаш доаѓате во ситуација да бидете тажни, разочарани, незадоволни. Значи може да се работи за се. Може би сте аплицирале на повеќе работни места и го добивате она што најмалку го сакате. Може би се нешта кои ги очекувате од некои други луѓе, помош, подкрепа, совет, идеја за нешто да отпочнете, некој ветер во грб. Меѓутоа, она што доаѓа е многу малку во споредба со она вие кое го очекувавте. Може би ресурсите и можностите се многу помали од оние кои вие сакавте да се случат за да го започнете нешто. И кажав, многу ќе се разочарате. Вие некако многу повеќе се разочарувате од потребно во ситуацијава, а тоа е последица, кажав, на оној ентузијазам и она очекување големо кое го имавте, преголемо очекување имавте. Но не е ништо загубено, ова се само етапите како ќе се одвива ситуацијава и причекајте, ќе дојдеме до крајот. И сега кажав, ќе бидете разочарани, но во одреден момент ќе сватите дека тоа е тоа. Тоа се можностите, тоа се ресурсите, тоа е тоа што имате вие. Без разлика колку е мало, ќе мора да почнете, ќе мора да започнете. И тажна е таа некоја ситуација. Вие изгледате дури тажно. Знаете, како човек кој се обидува од ништо да направи нешто. Буквално од ништо да направи нешто. Немате ништо во рацете, а се очекува од вас да го направите, да донесете финален производ. Така изгледа сето ова. Но знаете што е убаво овде што? Убаво е овде што вие сте Шкорпии и вие и во оваа ситуација ќе покажете кои сте и што сте. Ова
е карта која ве опишува вас. Ова е, да, смртта, но во таротот ги представува шкорпиите. И ова е позиција на она што доаѓа, најскоро што доаѓа. Значи, најскоро што доаѓа е вие, вашата можност, вашите можности, вашето знаење, вашата убавина, вашите способности, и ова е звездата. Погледнете, значи Шкорпија е звезда. Она што доаѓа, ќе покажете вие кои сте, ќе засветите толку силно, буквално ќе сјаете со она што вие ќе го направите. Да, кажав, доаѓате од ситуација на тага, на разочараност, од ништо. Дури и оваа карта го опишува тоа дека од ништо, од мртвите треба да ги станете. Од нешто кое веќе не постои, нешто исчезнало, нешто завршило, вие треба да го оживеете. Буквално така ќе се чувствувате и така ќе се одвива на средина ситуацијава. Но кажав, вие силно ќе засветите вашите способности, вашите можности, вашата убавина, зашто и да се работи, зато ги споменувам овие атрибути. Силно ќе светнете и ќе покажете што се можете. Колку и да беше малку, колку и да беше премалку од вашето очекување, вие ќе го исполните во целосен потенцијал ќе го донесете. Од ништо ќе направите. Ќе бидете вие како птицата Феникс, која ќе се издигне од пепелот повторно. И не само што ќе се издигне, овој пат силно ќе засвети. Имате можеби имате некој, можеби сте подзнак во некој од огнените знаци, лав, стрелец, овен, можеби партнерот ви е во тие знаци, огнените знаци. И многу голема поддршка ќе добиете, многу голема подкрепа. Можеби заедно сте со некој во сето ова, со партнерка. Можеби сте заедно и вие ќе бидете буквално она моќна двојка, она огнена двојка која ќе покаже се што знае и се што умее. Ве очекуваат неверојатни успеси после ова, да. Ситуацијата ќе биде добра, вие ќе се чувствувате, да, кажав, го споменавме овој дел, дека во еден момент ќе се чувствувате разочарани и тажни, но ситуацијата е таква, ќе ја прифатите и ситуацијата воопшто нема да биде да ви утежнува, надворешните услови и околности нема да ви утежнуваат, всушност ќе одат во чекор со вас и вашите постапки. Се ќе биде во апсолутен и целосен баланс. Се ќе биде прекрасно. Вие можеби на моменти ќе се плашите дали ја имате силата и менталната, физичка и каква и да е потребна енергија, ќе се плашите дали ја имате, но воопшто да не се плашите, затоа што се што е потребно имате. Колку и да е малку и најситно да е, вие го имате, вие овој пат сте моќни од ништо, кажав, повторно ќе кажам, од ништо да направите нешто. И конечното, завршетокот на сето ова е апсолутна победа. Ова сте вие, ова е карта на резултатот од се она за кое досега зборувавме. Ова сте вие ќе бидете успешни, ќе победите во ситуацијава, едноставно ќе бидете звезда во сето она во која вие сега ќе го започнете во ноември. Други Шкорпии пак има една интересна порака за некои Шкорпии. Некои Шкорпии имаат проблем со работата или пак имаат проблем да најдат работа. И сте во една очајна состојба на очај, на разочарување, на немање можности, немање средства, ресурси, едноставна состојба на немаштија и очај. Но не гледате што ви посакува, порачува и што ве советува партнерот или пак некој близок во вашиот живот. Гледате вие, но не сакате да чуете.
некој постојано се обидува да ви каже дека вие имате некаков талент и не само што се обидува да ви каже, туку сака да ве натера да го искористите ви овој талент. Јас мислам дека ова се случува многу долго, со години можеби некој сака да ве натера да си го искористите талентот. Вие мислите дека тоа е многу мал талент, тоа е талент кој ништо нема да ви донесе. Вие сакате една нормална работа како сите други, да бидете вработени некаде, така сакате, но тоа не се случува и кажав, не сакате нити да го послушате, ако не е пак човек, партнер или било што, тоа е интуиција, не сакате да послушате, дека вашиот талент е сега многу значен. Може би пак токму и заради тоа вие не можете да дојдете во друга ситуација, може не можете да најдете работа, затоа што вие не сакате да погледнете што имате. Може би не ви изгледа дека тоа е талент кој би ви донесол материјална сигурност, но верувајте дека ако сите од страна се обидуваат да ве убедат дека тоа е тоа што треба да го правите, ако и вашата интуиција ви кажува дека тоа е тоа што треба да го правите, тогаш седнете, добро размислете и започнете. Што и да е она во која сте многу добри, колку и да изгледа сега невозможно материјално да ви ги задоволи потребите, вие мислам дека е време, дека треба да започнете со тоа. Имате некаков талент, искористете го, понудете го на што го знаете на другите, понудете го на пазарот, понудете го таму каде што се бара и ќе бидете изненадени што се може да донесе. Верувајте. Верувајте му на талентот всушност. Некои други од вас, ова е порака сега за некои, вашата партнерка, ова очигледно порака за машката популација, машките шкорпи, вашата партнерка некаде на работно место прави некои планови, договара нешто без ваше знаење. Ете тоа е таа порака. Што се тие планови, што се тие договори, јас не знам, меѓутоа очигледно вие ќе да знаете во ноември. И не знам колку ќе бидете задоволни од тоа, затоа што сепак сето ова било без ваше знаење. Некој се носел самиот одлуки, самиот си одлучувал за сето тоа, додека вие сте мислеле дека нешто друго се случува, всушност се случува нешто друго. Драги шкорпи, тоа е тоа за сега. Јас се надевам уживавте и до следната. Чао, чао!